Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Геодискурс. Ова емисија ќе се занимава со војната во Украина, со светската геополитика, но и со македонската приказка во корелација со овие две теми. Во оваа емисија ќе имаме стандардно двајца гости и домаќини. Едниот од нив сум јас, магистар по геополитички науки Сашо Карапанчев, а вториот е господинот Зоран Јовановски, политичар, геополитички аналитичар и најдобриот познавач на земјава за руско-украинската проблематика и воопшто за војната во Украина. Емисијата ќе се одвија во три одвоени тематски дела и сите содржински базирани на светската геополитика. Првиот дел овој пат ќе го започнеме со најактуелното, односно ќе започнеме со проблематиката од старо-новата војна, односно војната која се случува моментално во Израел. Па, господине Јовановски, какви геополитички импликации може да предизвика оваа војна во Израел? Па, оваа стара-нова војна, убаво кажавте, може само да предизвика и предизвикува нови главоболки за Америка, а не и нови главоболки за Русија. Од причина што, еве веќе гледаме, се појавува уште еден народ, како што е палестинскиот народ, кој што препознава во последниве години, а особено од како почна војната во Украина, препознава поволна геополитичка клима за да истера некоја своја правда, онаква клима каква што не чувствуваше дека ја има во изминативе 30 години на американска хегемонија, на американска суперпозиција геополитичка во светот. Знаеме која беше Америка некогаш во светот, 90-тите, декада потоа, па да речеме и допред некоја година. Тука се изменија многу работи од аспект на руските стратешки ракети Сармат, од аспект на кинеската воена моќ, но за тоа ќе говориме подоцна. Сакам да кажам дека израелците препознаваат позитивна клима да сменат нешто, односно да истераат некоја своја правда, а во исто време ова може да се тумачи дека и израелците препознаваат шанса за некаква си final battle, за некакво конечно решение, за тој нивен 7-деценески спор, кој што трае практично од крајот на Втората светска војна, но без да влегуваме во некои, да кажам, конкретни заклучоци. Јас како геополитички аналитичар не сум многу склон да прогнозирам стрикно или да носам некои заклучоци. Јас секогаш велам едноставно гласно размислувам, анализирајќи. Така да ова што се случи во саботата, значи ракетниот напад од страна на Хамас, тоа не се случува случајно. Ти да истрелаш скоро 6000 ракети само во саботата, значи треба да си се спремал за ова подолго време. Исто така за гледачите ќе кажеме дека Хамас не е некаква си маргинална војна политичка организација во Газа, туку Хамас е војна политичка организација која што е на власт во појасот Газа. И тоа на власт е најмалку 10 години. Чинам дека во 2005, но за ова не сум сигурен. Значи станува збор не за поединци, не за маргиналци, него за власта во појасот Газа. Иначе појасот Газа, колку и да е мал територијално, само 360 квадратни километри, и илустративно за граѓаните ќе кажеме, за гледачите ќе кажеме дека Скопската котлина е 1900 квадратни километри. Значи, појасот Газа е 5 пати помал од Скопската котлина, но е далеку понаселен и има скоро 2 милиони жители. И тоа сите се палестинци. Тоа е еден појас кој што е изолиран на море, од една страна е морето, од другава страна е Израел.
тоа во исто време се нарекува и најголемиот затвор на светот на отворено. Тука се палестинците изолирани и не се поврзани со западниот брег. И тие очигледно го инициираа овој напад, значи ја не би рекол, убаво рековте вие во најавата, стара нова војна. Ја не би се сложил со тоа дека почнала нова војна. Ова си е само континуитет на војната помеѓу Израел и Палестина, со тоа што од саботата се интензивира војните действија и овој пат ги интензивира, ги инициира самите палестинци, како што рековме, гледаат дека во последниве 7-8 години Америка практично ги изгуби сите прокси војни. Гледаат дека светскиот полицаец веќе не е така моќен. Америка беше и светски полицаец, и светски обвинител, и светски судија. Во изминативе години бевме ние навикнати да бидеме како дресирано куче према Америка, да ја бидеш склон кој неа, да ја бидеш лојален, да ја бидеш партнер, да викаш тие се нашите пријатели, независно од тоа и на секаде на светот. Па тука и кај нас, независно од тоа дали ти се допаѓаат или не ти се допаѓаат некои наметнати решенија кои што ги наметнуваше Америка, едноставно си прифаќаш и си ќутиш затоа што Америка ако не ја слушаш мава. Нема да ти го кажат тие тоа директно, нема да ти го кажат тоа нивен официјален потпарол, меѓутоа ќе видиш ќе почне да поддржува некакви си малцинства, малцински маргинални групи и така натака, значи ќе почнува да ја подрива власта. Значи палестинците едноставно нападнаа, тргнаа во некоја финална битка и например во саботата генерално сите светски медиуми говореа за слабост на израелската безбедност, за колапс на нивниот безбедносен систем, како за значи голем пропуст на Мосад. Ја не би се сложил и со тоа. Обично аналитичарите говореа како е можно Мосад да не знае за една ваква обсежна акција, која што, значи, говориме за масовен ракетен напад, дури израелската ПВО заштита, која што важеше за супериорна, за многу јака, која што се вика железна купола, не можеше да одговори, а не можеше да одговори поради масивноста на нападот. Значи, кога ќе ти испалиш толку ракети, не можеш ти да ги собориш сите. Како што реков, во јавноста, аналитичарите наметна во саботата и во неделата мнение дека Мосад потврлил. Ја не би рекол дека Мосад не знаел за ова што се спрема. Ја мислам дека Мосад и тоа како знаел, меѓутоа и нив им одговара да едноставно светот види дека палестинците почнале први, дека тие го иницирале проблемот, за да можат израелците при одговор во самоодбрана, односно во осветнички напад, па и тие да решат оваа проблематика. Ќе видиме како, ќе видиме што намераваат со копнената офанзива и какви импликации може да доведе таа и на нивно локално ниво, но и на геополитичко ниво, особено ако Израел влезе со пешадија, со копнене војска да го напаѓа Хамас во појасот Газа, ако Израел тргне да врши етничко чистење, а мислам дека таа опција не е исклучена. Какви импликации тоа може да доведе до арапскиот свет? Арапскиот свет кој што е во основа панславистички, панисламски, арапскиот свет си чувствува емоции кон палестинскиот народ, кој што е предоминантно муслимански народ, иако има и кај палестинците
и дури и православци и воопшто и христијани. Така да ја мислам дека Мосад, односно израелската држава токму ова го сакаше и мислам дека дури и позадински веројатно и го посакувале, дури и го подпомагале ова на ниво на разузнавачка служба, тоа е сега комплексно за објаснување, може би им помогнали и во набавка на самите ракети, затоа што многу е тешко ти во појасот Газа ти да донесеш таков арсенал на оружје, затоа што стварно си изолиран од сегде, затоа што Израел ги контролира од сегде. Од еднава страна е Израел, од другата страна е морето, Израел си има морнарица. Само да напомнам врска со ситуација во Израел и наспрема палестинците. Значи Израел, конкретно појасот Газа, излегува на Средоземно море, од сите страни опкружен со израелска територија, меѓутоа на југот има едно делче мало што се граничи со Египет. Зборот ми беше, дури тоа делче што се граничи со Египет го контролира израелската армија. Дури иако он де јуре се граничи со и де факто и де јуре се граничи, меѓутоа тој дел, збориме физичка граница меѓу мала физичка граница меѓу Израел, меѓу појасот Газа и Египет, го контролира израелската армија, што значи целосно изолирано од сите страни појасот Газа. Израелската армија е таму неспорно супериорна и Израел неспорно, значи постои омраза помеѓу тие два народи, помеѓу израелскиот и палестинскиот народ и Израел, израелските власти неспорно одат на етничко чистење, на сузбивање на палестинците. Веќе пола од палестинците се раселени во соседните држави, дури имате и преку океански раселување, во Перу има доста, во САД и така натака, меѓутоа највеќе се тука во околните земји. Дали тоа дава импликации дека причината не е Хамас, туку фактички Хамас е алиби за да се направи етничко чистење врз палестинците во појасот Газа? И па со таа проблематика ќе се бавиме во овој дел од емисијата. Ја не би се осмелил да одговорам на тоа прашање кратко и јасно, пошто и јас немам формирано такво мислење. Значи, не е спорно дека тие народи, два народи се, иако судејќи по хаплогрупите, тоа е ист народ. Судејќи по културолошките белези, се два различни народи, значи два различни јазици имаат, различни религии и така натака. Меѓутоа, воопшто не се сакаат и едниве си се за чиста палестинска држава, дури за освојување на делови од Израел кои што не се нити западен брег, нити појасот Газа, а другиве се дефинитивно за протерување и на сите. Палестинци, предпоставувам дека израелците предоминантно сакаат да појасот Газа нема палестинци, а таму има 2 милиона, да во источен Ерусалим нема палестинци, а и таму има доста. Па дури, може би се сложиле за некои делови од западниот брег, кои што немаат и некое историско значење. Така да, рековме, палестинците препознаа позитивна геополитичка клима, нарочито Хамас, нарочито Газа, како порадикални во однос на западниот брег, кои што се малце поумерени. И мислам дека израелците токму тоа го сакаат и токму Мосад им помагал. Позадински. Мосад имал инфилтрирани агенти во самата Па веројатно. Видовме сега на тој фестивалот како убиваа, како мачеа. Ја мислам дека тука Мосад има замешано прсти за пропагандистички да се влие, да едноставно светот или нарочито политичкиот запад да се сожали. Затоа што ти такви злосторства да извршиш врз цивили, тоа е контрапродуктивно против тебе, нарочито против странци. Доста и странци убија. Така да разузнавачките служби се немилосрдни, високата политика е немилосрдна и тие се спремни на жртва. Така да сметам дека Израел беше спремен да даде курбан, да даде жртва и токму овие најмалку 1000 мртви што се случи. Колатерална штета. Па не колатерална штета, него тоа е дека еве тие се виновници, тие нападнаа, тие направија злосторство, ги оставија на цедило практично нивните војници кои што беа
на самата граница, тој контролниот пункт, базата на израелската војска со појасот Газа, значи тука дадоа жртва едноставно. Треба да даде жртва за некоја повисока цел, сега тоа е висока политика, не би навлегувал. Така да мислам дека до оваа ескалација веројатно сакаа да се случи и двете страни, а геополитички погледнато оваа војна оди во прилог на Русија. Мислам дека и Русија посакуваше да се случи ова, веројатно и Русија на некое разузнавачко ниво помогнала да се случи ова, па и на двете страни. Не знам дали самата Америка е спремна, е вољна да и сега и се отвори уште еден нов проблем која што ќе треба да го менаџира во крајна инстанца и да го буџетира. Зошто мислите дека Русија би учествувала во вако нешто? Многу убаво прашање. Па за да се намали публицитетот на руско-украинската војна во земјите од политичкиот запад. За да сега помалку земјите од политичкиот запад викаат слава Украине. Да сега се бават малце со друга, да ја подзаборават Украина. Да треба да трошат пари сега и за војната во Израел. Особено какви импликации може да доведе оваа војна. Па ако тргне Израел, ако тргне со копнена офанзива во појасот Газа, па тука ќе има многу цивилни жртви. Ако тргне во некоја тотална војна ескалација во појасот Газа, тоа ќе значи етничко чистење, геноцид. Геноцид сигурно нема да дозволи арапскиот свет. Не само арапскиот свет, него и целиот исламски свет. Значи, вклучително и Иран, и Ирак. Значи, сите тие си имаат панисламска солидарност и панарапска солидарност. Па тие најавуваат помош за палестинците ако Израел пречекори некои граници. Па тие ако удрат појако по Израел, а тие не се оние кои што беа во изминатите декади кога Израел брзо и лесно нив ги сузбиваше, кога Израел нивните авиони ги уништуваше уште пред да полетаат, и тие отидоа напред воено-технолошки. Палестинците отидоа напред воено-технолошки. Палестинците некогаш само со камења гаѓаа по израелските војници и израелските оклопни возила. Сега палестинците имаат многу помоćни орудија од фрлање со камења. Ако се сеќаваме кога бевме деца, израелците, палестинците така действува. Израелците во секој случај нив ги малтретираат. Прашањето дали тие оружја од Хамас ги има добиено преку Мосад или преку Иран? Тоа прашање ја не би можел да го кажам. Веројатно секој кој што има интерес од ново жариште, а од ново жариште имаат интерес по мене, по мојата логика, силите од истокот, пред се Русија, зашто ќе отвори нов проблем на Америка, кој што Америка ќе мора да го менаџира и буџетира во крајна инстанца. Затоа што моќта на Израел и геополитичката позиција на Израел во однос на таа географија околна, на околните земји, во однос на арапскиот свет, се темелеше не на база на силата на Израел, туку се темелеше на база на силата на САД, на Америка. Затоа што Америка беше таа која што го направи Израел да биде таква воена, економска и политичка сила. И секаква сила. И моќите на САД го направи, и на политичкиот запад севкупно го направи Израел да биде дури и нуклеарна воена сила. Немојте да заборавате. Израел е нуклеарна воена сила. И знаеме какво е израелското лоби во Америка. Знаеме дека Америка не смее да го остави на цедило Израел при евентуална војна со арапскиот свет, со исламскиот свет. Например, тргнуваме ние од нас овде. Како ние чувствуваме и словенофилија, и русофилија, и панславизам. Зошто? Затоа што говориме јазик кој што е многу сличен со рускиот јазик. Пишуваме на азбука која што е многу слична со руската кирилица, нашата кирилица. Православна вера сме. Значи, видите како
еве се случи војната во Украина, која што е војна помеѓу Русија и политичкиот запад. Не е војна помеѓу Русија и Украина. Украина одамна ќе клекнеше со ресурси. Украина нема толку муниција да војува година и 6-7 месеци со Русија на така силно артилериско ниво како што е оваа война. Оваа война во Украина е пред се артилериско-ракетна војна, каде што се трошат огромни стари залихи, и тоа е добро за политичкиот запад, затоа што се чисти од старите залихи. Секоја првокласна воена сила за да го одржи својот ранг на воена сила, на секои 15 години мора да врши апдейт на воената техника. Сега ти вршиш апдейт на воената техника, што ќе му правиш на старо? Старово треба да го расходуваш, треба да го фрлаш. Сега додека го фрлаш, па тереј некоја прокси војна со старото, за да избоксуваш некои геополитички позиции твои подобри. И затоа јас сметам дека политичкиот запад се уште има што да дава на Украина. Го собра, да кажам, старото оружје од земите членки на Варшавска спогодба поранешни, од земите членки на Источна и Југоисточна Европа генерално го собра од кај нас. Го собра од сите кај што можеше даваат и нивно постаро оружје. Еве сега се говори за авионите F-16 кои што се 40 години стари авиони. Тие се од скандинавските земји ќе бидат првенствено донирани, кои што се 78-79 годиште. Така да, ако се отвори некој поширок конфликт, ако Израел влезе со копнени сили во појасот Газа, Иран веќе најавува, арапските земји веќе најавуваат одбрана на појасот Газа, ако веќе Израел тргне на геноцид, на етничко чистење, да ги избрка палестинците од појасот Газа, што Израел препознава можност за ново мешање на картите, за некоја нова Јалта која што не е така флагрантна како што беше старата. Гледаме дека многу работи се решија во изминативе 7-8 години, односно во изминативе 7-8 години Америка ги изгуби сите прокси војни, односно е како отворен некој портал за редефинирање на граници, за редефинирање на позиции. Еве видовме дека дојде до решение и на долгодеценисниот спор во Нагорно Карабах, каде што ерменците се дефинитивно поразени и етнички исчистени. Тие почнаа работата, загубија. И Азербејџан и Ерменија се членки на ОДКБ, Русија не зазема страна, не помагаше никого, меѓутоа не дозволи и некој друг да помага, освен Турција што помагаше на Азербејџан. И ерменците се етнички исчистени, така да, значи, се уште е можно во 21 век да се случува геноцид, затоа што се изместија правилата на игра. Главниот светски рулер веќе не е главен светски рулер. Сега има нови сили. Ја спомнавме Кина со нејзината галопирачка економска моќ, на темел на тоа гради моќна армија, која што уследниве 10 години сигурно ќе биде и во сите родови на војската рамна со американската. Кинеската економија веќе е последниве неколку години е израмнета скоро со американската. Русија... Само мала поправка, според ППП образец, значи ППП образец е паритет на куповна моќ. Значи има неколку економски параметри. Кина е појака од Америка. Според паритет на куповна моќ Кина е појака од Америка. Според GDP Америка е посилна. Добро, видите, значи во тие параметри треба да земеш се, и обемот на економијата е битна. Значи паритетот на куповна моќ за граѓаните е најбитен. Затоа што тоа значи ти што можеш со $1 да купиш во Скопје и што можеш со $1 да купиш во Њујорк. Во Њујорк, да. Во Њујорк. И кога ќе мериме по тоа, и ние не сме толку лоши во однос на американците. Ако имаме многукратно помала просечна плата, така, да. Меѓутоа ти во Скопје сепак со $1 можеш да купиш нешто, а во Њујорк не можеш да купиш нешто. Ако се враќаме на темата Израел и Палестина, не треба да се потцени Израел, мислам Израел е микро суперсила во светот. Претходно споменавте дека Израел има голема поддршка од Америка, точно, меѓутоа Израел има и своја технологија развиена
која што е независна од Америка, значи своја воена технологија, има една од најсилните разузнавачки агенции на планетава, една од најсилните армии има Израел, една од најсилните специјални воени единици Саетал Маткал се израелски, чак у некои работи се посупериорни и од американските маринци, тоа не треба да се заборави и не треба да се потцени Израел као посебна сила одвоена од Америка. Знаете, системот капка по капка у земјоделството што се користи е израелски метод. Значи, Израел има сила, има знаење, има интелигенција, но таа сила најчесто е злоупотребува врз поинфериорни народи од израелскиот, како што е во случај палестинскиот, каде што од 47 година навакото како му е доделена територија и каде што Израел е прогласена за држава, со година од година им одзема дел од земјата на палестинците. Иако Израел како земја, знаеме дека уште од римско време се спомена Израел како земја. Меѓутоа во денешен современ свет, како што у претходните векови Израел бил напаѓан од разни светски сили, тоа сега Израел го прави врз поинфериорните народи од себе како што се палестинци. Друга работа Се сложувам. Друга работа е не знам дали Хамас сака да го тргне Израел од палестинската територија, или моментално сега е израелска територија, или сака во секој случај, или другата опција на палестинците, помеката опција на палестинците, што е политичкото крило Фатах, кој што седишето им е во западниот брег, а на Хамас во Газа. Фатах има сосем друга идеја, он сака преку политичко решение да дојде до формирање на независна палестинска држава. За разлика од Хамас порадикалниот, кој што сака преку воено действување да издействува не само палестинска држава, туку да ги протера и израелци. Да не забораваме дека меѓу палестинците има мислители кои што се залагаат да постои Израел како држава, меѓутоа да постои Палестина како држава. Значи да постојат на таа територија две држави. Одлично ме надополнивте. Од причина што веќе времето за првиот дел не истекува, финиширам само во една минута технички информации околу Израел, чисто да им дадеме една да кажам визуелна слика на гледачите што е всушност Израел. Прво да кажеме по територија Израел е помал од Македонија. Значи, кој ќе видиме колкава е планетава, постои држава така битна, која што по територија е помала од Македонија. Затоа што Израел е околу 20.000 квадратни километри, а Македонија е 26.000 квадратни километри. Не повеќе 25.713. Браво. Во однос на планетата тоа е небитно. Да, небитно. И чисто да спомнеме за ова така медиумски експлоатирана појас Газа и за западниот брег. Значи, севкупно палестинската држава која што е составена од западен брег и од Газа е само 6020 километри. Само 6020 километри. Скоро една четвртина од територијата на Македонија. Да, 6, 12, 18, 24, да. Помалку. Значи, севкупната палестинска територија во Израел е 4 пати поголема од Македонија. Помала од Македонија. А тој силно извикан појас Газа е само 360 километри квадратни, или рековме 5 пати помало од Скопската котлина, додека западниот брег е 5600 квадратни километри, значи тоа е покрупниот дел од палестинската територија, која што е нели исто така ќе му дојде 5 пати поголема од Македонија. Значи станува збор за ситна земја, меѓутоа е јако населена. И во Газа имаш скоро 2 милиона палестинци, иако е 5 пати помало од Скопска котлина. Така. А и во западниот брег има нешто над 2 милиона, ми се чини. Скоро се ближи до 3 милиона. Така, иако е така мала територија. Значи, јас би и да кажеме дека во појасов Газа на власт се малце порадикалните палестинци, а тоа е движењето Хамас, а во западниот брег
како се викаше движењето? Фатах. Фатах, тие се малце поблаги, тие не се, така да речеме, за некој порадикално воено Фатах се решение. наследници на претходниот починат палестински председател Јасер Арафат. Точно така. Добро, генерално колку можевме во предвидениот рок, ја опфативме првава тема, останаа уште многу работи некажани, но нема да се бавиме само со оваа проблематика во оваа емисија. Оваа проблематика ја фативме пред се од геополитички аспект, значи геополитичките импликации. Сега ќе се префрлиме на втората тема, каде што своје излагање ќе имате вие, како и во првата емисија, така и во оваа емисија, секогаш втора тема ќе ни биде класично геополитичка тема од аспект на некоја светска геополитичка организација. Претходниот пат ја имавме БРИКС, овој пат ја имаме Шангајската организација за соработка, ШОС, и воедно ќе ве најавам и вас за гледачите. Вие сте магистар по геополитика, Сашо Карапанчев, кој што магистрираше геополитика не било каде, туку во Белград, на факултетот за политички науки, на тема Евроазија беше. Така. А претходно завршивте на Институтот за географија во Скопје, на Природно-математичкиот факултет. Да, јас сум пионерот за политичка географија и геополитика во Република Македонија, од далечната 2003 година, тогаш. Така, завршивте со висок просек 9,4 и дипломската тема ви беше Далечен исток. Геополитика и политичка географија на Далечен исток со посебен акцент на Народна Република Кина. Така, ја мислам дека доволно е тоа како ваша најава. Повелете вашето време. Мада беше малку ШОС. Поопширна дипломската, покрај геополитика опфатив и геоекономија и геокултура од тој регион. Така, геополитиката е класично зона на тврда сила, Така, да. додека геоекономија и геокултура се веќе soft power, Да, значи меката сила. Мека моќ, а геокултура уште помека моќ од геоекономија. Одиме со ШОС, повелете. Па, што се исто така глобална организација како БРИКС, за разлика од БРИКС кој што действува на цела планета Земја, што се за сега действува повеќе на евроазискиот континент, европскиот и азискиот континент. Целта на ШОС е фактички да се развие една мултилатерала, наспротив униполарен свет кој што го развива западниот свет на чело со Соединетите американски држави. ШОС на почетокот не се викал ШОС, односно тоа е акроним за Шангајска организација за соработка. На почетокот се викал Пактот Шангај или Шангајска петорка. Шангајска петорка затоа што биле 5 земји на почетокот, или Пактот Шангај затоа што е формиран во Шангај и седиштето на оваа организација е во Шангај. Тоа бил првата кованица за оваа организација Пактот Шангај или Шангајска петорка. Таа е формирана на 26 април 1996 година, како што реков во Шангај. Првично бил како некој неформален форум или безбедносен договор помеѓу следните 5 земји: Кина, Русија, Руска Федерација, Народна Република Кина, Руска Федерација, Казахстан, Киргистан и Таџикистан. Овие три последни земји што ги споменав, Казахстан, Киргистан и Таџикистан, се постсоветски земји кои што се наоѓаат во така наречениот Евроазијски Балкан или Централна Азија. Гледачите да знаат дека тоа е Централна Азија, а во геополитичкиот свет таа територија се нарекува Евроазијски Балкан. Евроазијски Балкан се нарекува затоа што има многу големи нерашистени проблеми помеѓу самите земји соседни: Казахстан со Узбекистан, Киргистан со Узбекистан, па Киргистан со Казахстан, Киргистан со Таџикистан, па Узбекистан со Туркменистан. Мислам, имаат нерешени спорови и многу поголеми проблеми, покомплексни проблеми на тие земји, како што е наречен Евроазијски Балкан, за разлика од нашиот Балкански полуостров. Значи, тогаш бил на почетокот седиштето Шангај, која се формирал како Шангајска петорка, подосна седиштето е префрлено во Пекинг. На 15 јуни 2001 година
се нарекува Шангајска организација за соработка или ШОС. Значи ова кованица доаѓа од 2001 година. Значи меѓу 1996 и 2001 година се нарекувала Шангајска петорка по 5 земји членки основачки. Во 2001 година им се придружува Узбекистан како 6-та држава и се проширува малку таа соработка покрај покрај што опфаќа безбедносна димензија, опфаќа и политичка и економска димензија, зборам за 2001 година. И од неформален собир кој што се залага за ова безбедносна димензија била во прв план, па подоцна дошле ова политичката и економската димензија. Безбедносната димензија била ставена во прв план затоа што во тоа време, во 90-тите, но и во почетокот на 21 век, имало доста големи проблеми помеѓу гранични проблеми меѓу постсоветските републики од екс-Советски сојуз и Народна република Кина. У смисла проблеми со екстремизам, верски фанатизам, имало изразен исламски верски фанатизам од некои од земјите од Евроазијскиот Балкан, кои што била главна рута, маршрута за форсирање на тој исламски тероризам во тој регион. Не знам дали знаете, областа Ксиџијанг во северозападна Кина до пред известно време беше активен или сакаше да се активира и да се прошири тој верски оган на територијата на северозападна Кина под влијание, односно под влијание на западниот свет, пред се мислам на Соединетите американски држави кои што го хушкаат тој верски фанатизам со цел да предизвикаат делење, односно сегрегација на делови од територијата на Народна република Кина. Тоа постои до ден денес, меѓутоа тоа е веќе амортизирано од страна на Народна република Кина, која што има тесна соработка со Руска федерација, но и со земјите од Евроазијскиот Балкан. Покрај верски тероризам и екстремизам, ова Шангајска организација соработка има проширено својата од безбедносна, има проширено и на економската димензија. Економската димензија се гледа во развојот на инфраструктурата, значи се градат патишта за транспорт на разни стоки. Од инфраструктурата доаѓа до економски развој помеѓу поедини земји и значително изголемен процентот на трговијата помеѓу земјите од Евроазијскиот Балкан, Руската федерација и Народна република Кина. Да напоменам дека 44% од светското население припаѓа на Шангајската организација за соработка. И над 20% од бруто домашното производство. Од прилика тука негде беше процентот и на БРИКС. И на БРИКС, да. Ај подсетете не малце за БРИКС како беше? БРИКС беше некаде околу 40% од популација, светска популација. Меѓутоа БДП, бруто домашно производство, беше малку појак од Шангајска, бидејќи во Шангајска организација не е Бразил, а Бразил е член на БРИКС. И Бразил малку има поголем БДП од овие земји што се од Евроазијски Балкан, бидејќи тука најголем дел од Шангајската организација БДП-то отпаѓа на Кина и подоцна на Индија, која што нешто подоцна во разговорот ќе стане збори за Индија. Добро, продолжете си го концептот. Само така чекаш чиста паралела да направиме БРИКС и ШОС во однос на проценти на светска популација. ШОС има вкупна територија од 35 милиони километри квадратни или 60% од евроазиското копно или од евроазискиот суперконтинент. Ако ја гледаме Европа како континент, ќе видите географски дека тоа е комплекс од полуострови прикачен на азискиот труп или на азиското копно. Според паритет на куповна моќ, Кина е пред Америка, збориме економски, а Индија е трета пред Јапонија, збориме според паритет на куповна моќ. За да кажеме на гледачите, зошто е тоа така? Затоа што кај нив се е ефтино. Да, се ефтино е. Меѓутоа според номинална моќ, тогаш Америка е на прво место. Меѓутоа многу побитна е паритетот на куповна моќ. Да, но ако можеш ти во Индија со пола долар да купиш хамбургер, така да. А во Скопје да ти требаат $3 за хамбургер. Или $4 некаде. Во Њујорк не знам колку ти требаат. Така. Веројатно повеќе, да. Можеби 15-20.
Сега, тоа е битно. Не е битно колку е вкупната плата, битно е ти колку се и цените. Така да. И ова треба да се напомене на гледачите дека ШОС или Шангajска организација за соработка не е воен блок како НАТО што е воен блок, не е ниту безбедносна конференција како што е АСЕАН организацијата, но тоа е како следна емисија, само да им кажам дека АСЕАН е организација на Југоисточна Азија, во кој што влегуваат земји од Индокина и Инсул Индија. Немојте тоа да го фаќате. Може само да ги наброиме тие организации кои што во следните емисии ќе ги опфатиме. Дали може само да ги како најава? Па да има повеќе организации, тоа се АСЕАН кој што ја спомнав, потоа ОДКБ, тоа е организација за колективна безбедност, каде Или што руското НАТО? да, тоа тука се поклопуваат некои од земите во ОДПК и во ШОС. ОДКБ. Добро, немој да објаснувате, тоа ќе Не, не објаснуваме. објаснам, туку работата ми е, сакам да кажам за гледачите дека во иднина постои можност да се спојат овие две организации во една ШОС со ОДКБ. Бидејќи поголем дел од членките се и таму се и ваму членки. Добро. Тоа ми беше зборот. Пуште некоја да наброите? Алба од Латинска Америка, Исламска лига, тоа опфаќа земји од Северна Африка, каде што живее муслимански свет и од Азија, потоа Африканска унија, која што го опфаќа африканските земји, потоа постојат организации, помали организации од ова во Западна Африка, ЕКОМО, Западноафриканска унија, која што ја викат, потоа постојат Меркосур организации во Латинска Америка, која што е слично на Алба организацијата од Латинска Америка, каде што доаѓа пак до преклопување на некои земји. Добро. Меѓутоа во следните мисии ќе ги опфатиме сите овие, меѓутоа ќе опфатиме и некои невладени организации, како што се Трилатералната комисија, како што е групата Билдерберг, како што е комитетот 300 и така натака, меѓутоа сето тоа во следните емисии, тоа ќе бидат ваши теми. Продолжете за ШОС. Значи, зборот ми беше дека ШОС не е воен блок, не е ни воена безбедносна конференција, туку тоа е некоја меѓупозиција. Има иницијатива од Руската Федерација да преку организирање на мировни мисии, а се организирале у неколку наврати мировни мисии на членките на ШОС, да покрај политичка, економска, културна и научна димензија, ШОС има и воена димензија, односно да му парира на НАТО. Тие индици ги пројави Руската Федерација, меѓутоа некои од земите членки не беа заинтересирани за тоа. Тука не мислам на Народна Република Кина, туку првствено мислам на Узбекистан. Узбекистан пројави незадоволство, мислеше дека ако Русија сака да биде оваа организација, да биде од безбедносен тип како што е НАТО, Узбекистан мисли дека Русија ќе изгради војни бази во самата земја Узбекистан и од таа исплашеност и стравување на узбекистанската влада, Узбекистан не гласаше во советот на Шангajската организација да ШОС има и воена димензија, покрај политичка и економска димензија. Меѓутоа овде малце ќе ве прекинам, што е многу битно. Веднаш после реизборот на кинескиот председател Си Џинпинг, тој што направи? Отиде на гости кај Путин и тоа седеше 3 дена и 3 ноќи. И после тој тродневен престој, кога се заминуваше, Путин отиде по стариот добар православен обичај да го испрати гостинот до кола. И Си Џинпинг му пушти рака и му рече: до крајот на оваа декада, светот ќе биде сведок на промени какви што не видел во изминативе 100 години. А водачи на тие промени ќе видиме и јас и ти. Така да ја мислам дека е тоа испратена порака до целиот свет за каков ортаклук намерава Кина и Русија да има во иднина, а тој ортаклук ќе биде преточен и во ШОС, и во БРИКС, и во сите останати руско-кинески интеграции. Така да, не ми е верно дека руското НАТО ОДКБ ќе заврши само на овие 3-4-5 помали држави со Русија. Туку мислам визионерски дека Русија и Кина ќе формираат еден друг безбедносен сојуз, а особено ако
ако политичкиот запад малце поинаку се однесуваше према Русија во однос на војната во Украина, меѓутоа тоа е вака ви го предучувам и вас како можност за анализирање и за размислување. Па кој би бил вашиот коментар на ова или ќе се одлучите да продолжите со концептот за ШОС? Па видите, главни основачи членки се земите што ги споменавте, Кина и Русија. Тие се основачи на Шангајска организација. Трета силна земја која што влезе во Шангајската организација е Индија. Да напоменам дека се моментално има 9 членки во Шангајската организација. Тоа е битно. Покрај споменатите Кина, Русија, Узбекистан, Казахстан, Таџикистан и Киргизстан. Тука се Индија и Пакистан. И последна земја која што влезе во поканата 2021 година, која што влезе во Шангајска организација е Република Иран. Исто така во Шангајската организација е поканета и Белорусија како постојана членка, меѓутоа таа сега моментално го има статусот на членка наблюдувач. Значи има неколку нивоа за да стане постојана членка во Шангајската организација. Имате партнери во диалог, земји кои се партнери во диалог, само да знаат подобро гледачите, значи како што споменав има постојани членки, има членки кои се партнери во диалог, потоа има држави наблюдувачи или членки наблюдувачи, потоа има држави кои што се во постапка на стекнување на статус на партнер во диалог, и има надворешни наблюдувачи кои што учествуваат само на самитите кои што се одржуваат еднаш годишно на ШОС. А да почнам од првите, како што кажав. Иначе имаме уште добри 10 минути на оваа тема, бидете слободен. Од третава тема малце ќе скратиме, интересна е темава, нека се заврши се. Од третата тема ќе компензираме. Партнери во диалог на Шангајска организација се Азербејџан, Арменија, Египет, Катар, Камбоџа, Непал, Саудиска Арабија, Турција, Шри-Ланка. Тоа се партнери во диалог. Држави наблюдувачи се претходно беше Иран, сега е која постојана членка, Белорусија, значи држава наблюдувач, Авганистан и Монголија. Држави кои што се во постапка на стекнување на статус да бидат партнер членка во диалог се Бахрейн, Кувајт, Малдиви, Мјанмар и Обединетите арапски емирати. А држави кандидати за статус на наблюдувач, кои што не се наблюдувачи, а имат се кандидатки за статус, да имаат статус на наблюдувач се Бангладеш, Виетнам, Израел, тука и Израел други пројавил интерес да стане член на ШОС, Ирак, Сирија и Украина до 2014, меѓутоа после 2014 Украина се повлекува. До Мајдан. Да, и надворешни наблюдувачи на самитите, кои што еднаш годишно ги одржува ШОС, се групации големи како ШОС, тука значи надворешни наблюдувачи се АСЕАН, исто така огромна организација која што претходно споменав на Југоисточна Азија. Потоа Евроазијски економски сојуз или ЕЛЕУ, потоа ОДКБ, исто така и они се кој надворешни наблюдувачи, Организацијата на Обединетите нации исто така надворешен наблюдувач, ЗНД, Заедница на независни држави, они се надворешен наблюдувач, и Туркменистан кој што не е ниту натрешен наблюдувач, не е ниту пројавил интерес да стане член, он фигурира како надворешен наблюдувач. Тоа е единствена земја од Евроазијски Балкан која што не е членка ниту постојана, ниту како земја членка, ниту статус на диалог нема оваа земја Туркменистан. Веќе неколку пати спомнавте Евроазијски Балкан. Така да. Зошто Балкан на крајот? Балкан затоа што има компарација меѓу нашиот Балкан, овој Балкански полуостров и овој Евроазијски Балкан, бидејќи и културолошки, и религиозно, и политички, и етничко-лингвистички се измешани многу популации на тој простор. Мада тој Евроазијски Балкан има многу повеќе популација и многу поголема површина од нашиот Балкан. И има многу неразрешливи проблеми од нашиот Балкан. Значи, ако нашиот Балкан го сметат за Гордиев јазол, тогаш што ќе биде 100 пати поголем Гордиев јазол, тој Евроазијски Балкан што го споменувам. Значи, тој Балкан е енергетски многу богат е со природни ресурси, значи покрај енергија, нафта и газ има и диаманти, злато, сребро, платина, благородни камења,
Значи, има исклучителна вредност и геостратегиска добра поставеност, затоа што на север е Русија, на исток е Кина, ако одите малку на југ е Иран, тука е до Иран Пакистан и Афганистан, под Пакистан е Индија. Значи многу важно, тоа е фактички центарот, Евроазијскиот Балкан е центарот на евроазијското копно. И затоа Америка е заинтересирана овдека да има своји бази. Само да напоменам дека во 2005 година американците пристапија побара да се обидува да се зачленат, мислам не да се има процедури, се обидува да станат само наблюдувач, бидејќи не може да стане полноправна членка, да станат наблюдувач, но гладко и јасно беа одбиени од Шангајската организација. И дури узбекистанската влада у тоа време и даде тајминг да воздухопловната база во К2 така се вика во Узбекистан, има американците своја војна база, им дадоа временски рок да американските сили се повлечат од таа воздухопловна база која што има во Узбекистан. Американците има база и во Киргизстан, исто така и киргизстанската влада им даде временски тајминг, временски период да се тргнат од просторот каде што се американските сили. Јасно беше намерата на Америка, значи ако го контролира тој евроазијски Балкан, ќе може многу полесно да прави немири во Руската Федерација, во Иран, Пакистан, Индија и во Народна Република Кина. Меѓутоа спречена е таа намера на Соединетите американски држави. Да не забораваме дека тука има 4 земји кои што се нуклеарни сили: Руска Федерација, Народна Република Кина, Индија и Пакистан. Да напоменам дека Пакистан и Индија се станати полноправни членки во 2017 година, 9 јуни 2017 година. Како што кажав, на Белорусија процедурата е во почеток за полноправно членство, а најавено е 2022 најкасно до 2024 година да стане и полноправна членка Белорусија. Значи, ако не ја земам Руската Федерација како дел од Европа, тогаш Белорусија ќе би била првата земја од Европа која што би станала полноправна членка на оваа Шангајска организација. Иако се вика Шангајска организација, ова го опфаќа целиот евроазијско копно, евроазијски суперконтинент. Значи, уште далечната 2010 година, тогашните не 2010 година, крајот на 90-тите години, тогашниот руски председател Борис Елцин и Џијанг Цемин, целта им било на оваа организација, они не знаеле точниот термин како ќе биде точниот термин на таа организација, меѓутоа нивната премиса било да преку организација да се развие мултилатералниот свет во глобала, значи не само политичка смисла, туку во културна, економска, научна смисла, значи да се развие. Мислите мултиполарниот, не мултилатералниот. Па они сакат и мултиполарен свет да развијат, меѓутоа сакат да ја развијат мултилатералната со цел да се развијат повеќе организации кои што не само една организација како БРИКС, туку повеќе организации кои што ќе може да му парираат на западот во било кој поглед, дали економски, културен, научен, политички, безбедносен. Значи од неформален безбедносен форум, тоа беше почетокот, се разви во политичка, економска, културна и научна организација. Се надевам дека ќе стане тоа и воена организација, панда на НАТО, иако и БРИКС има такви аспирации да стане панда на НАТО. Меѓутоа има еден проблем, значи да бидам јас малку реален и да не испадне дека сум пристрасен кон оваа организација, значи да ги гледаме реално работиво. Има и негативности оваа организација. Негативностите се во тоа што нема силна кохезивна поврзаност и на институционално ниво земјите помеѓу себе. Збориме на институциите не се кохезивно силно поврзани помеѓу себе. Оваа организација има два совета, совет на претседатели на држави и вториот совет е совет на претседатели на влади. Сите тие се избират на 2 години. Има 2 години владени и после 2 години се реизбира друг. Секој од различна држава се. Значи не може да се повтори еден ист човек да биде од иста држава. Како што споменав, нема силна кохезивна поврзаност на институционално ниво, тоа е едниот проблем. Вториот проблем е околу финансирањето на проективе. Значи не може да се договорат поголем дел од земјите, некои се договарат, меѓутоа поголем дел од земјите околу финансирањето на фундаментални проекти не може да се договорат. И третиот проблем е околу решавањето на одредени работи
помеѓу тие земји секогаш на површина излегуваат националните интереси на земјите. Значи и тие национални интереси не секогаш, меѓутоа доаѓаат често пати во конфликт. Национален интерес на една земја со национален интерес на друга Како на пример Индија и Пакистан, кој што не може да се Индија, договори. Пакистан, да, или Па и Кина и Индија. Кина, Индија, да. Тоа се проблеми кои што мора да ги надминат ако сакат да му парират на западот. Значи ова е негативната страна. Како што Западот надмина некои меѓусебни внатрешни проблеми. Например, Франција и Германија ги решија проблемите, Така, да. веќе немаат отворени прашања, Така. а има крвава историја. И сепак овие организации се на почеток униколец за разлика од НАТО и А ние ќе ги надминеме ли со Бугарија и со соседните земји? Или добро, да не отвараме нова проблематика. Продолжете. Значи овие се организации во Николец во фаза на развој, такви беа и во фаза и такви проблеми на почетокот и НАТО кога се формираше меѓу ММФ и Светска банка, како што вика чудовиштата од Бретон Вудс од Њујорк формирани. Значи сите тие организации на почетокот доаѓале до вакви проблеми. И не може сега да се споредуваат овие организации со НАТО и поранешната Европска економска заедница, која што е пред ЕУ да се викаше Европска економска заедница за челик и железо, затоа што те имат пак подолг временски период на постоење за разлика од овие. Треба да им се даде време. Конкретно за ЕУ, првен се викаше заедница за јаглен и челик, Така заедничи. па потоа Европска економска заедница, па на крајот ЕУ. Така. Добро. И значи треба да им се даде време па да се покажат овие организации што може да постигнат на политички, безбедносен, економски, научно-културен план. Значи целта на оваа организација е да нема да се минимизираат војните и насилството, значи да живеат народите во благосостојба, стабилност, значи имат се поаѓаат имат они поелба напишано, таа поелба пишува дека улогата на ШОС е да гради некоја мирољубива коегзистенција помеѓу земјите, а и народите кои што живеат од тие земји, да проблемите се решаваат на политичко или дипломатско ниво, не преку воени средства, да се разменуваат, значи не само да се не само економско поле да има трговија, туку и да се разменуваат најнови постигнувања од технологијата, науката, а и да има размена на културни информации помеѓу тие земји, кои што се Добро, меѓутоа во основа сите овие аспекти што ги споменавте практично се препишани од западниве организации, значи коегзистенција, мирно решавање на спорови и така натака. Меѓутоа, веројатно планиравте да кажете, во основа ова е обид на Русија и Кина да направат контратежа на американските западните интеграции кои што се под контрола на Америка и значи да има повторно светот поларитет, што е најприродна работа, иако нели во јавноста се повеќе се говори за мултиполарност. Мултиполарноста е веќе реалност, меѓутоа таа може да функционира во релаксирани планетарни односи во услови на тензии. Таа мултиполарност се сведува на две, а овие две ќе бидат сите овие политички интеграции што се под контрола на Америка, а другиве ќе бидат што се под контрола на Русија и Кина, како што се практично првично што ја опфативме БРИКС, па сега ШОС и во идни на други. Поентата е да создадат една алтернативна мултилатерална реалност, овие земји, која што нема да биде целосно антизападна, меѓутоа нема да биде целосно антидемократска, значи да ги расчистиме тие дилеми кај западниот свет, бидејќи западниот свет мисли дека ова се земји со тоталитарни режими, меѓутоа целта на овие земји е да има на равноправна основа. Привршувајте за минута две. На равноправна основа соработка на било кое поле. И како што споменав од членките, сега не сум сигурен 100%, колку што имам информации во 2020, сегашна 2023 година, само се уште не сум сигурен дали е полноправна членка влезена.
мислев за земјата Саудитска Арабија, и она има побарано да стане, она е член, ама не е полноправен член. И се сметаше дека 2023 година и она ќе стане како полноправна членка, бидејќи Русија сака покрај, знаете, до пред известно време постоеше еден анимозитет, нетрпеливост помеѓу Саудитска Арабија и Иран, шиитски Иран и сунитска Саудитска Арабија. И бидејќи Иран е полноправна членка и со цел да им задоволат, да ги задоволат интересите и на сунитската Саудитска Арабија, и нејзе планира да ја влезат, да ја стават како полноправна членка во оваа сегашна 2023 година. Како што се кажа, со што суправуваат совет на шефови од влади, значи и претставители на држави. Во Таџикистан, интересно, ова треба да се спомена, во 2000 година, точно пред 23 години, членките се согласија да се спротивстават на интервенцијата во внатрешните работи на други земји од страна на САД, под закрила на хуманитарност и човекови права. Знаете, под закрила на хуманитарност и човекови права САД врши интервенции во оние земји во кои што планира да инсталира своји режими. Значи, целта на тоа е козметиката, меѓутоа суштината на САД е загрозување на националната безбедност на тие земји, потоа рушење на нивниот суверенитет и територијален интегритет, но и рушење и земање под своја контрола и зајакнување на нивните геополитички позиции. И раслојување на тамошните класи, фактички создање на социјална нестабилност. Пробивме сите рокови околу овој дел, мислам дека доста кажавте, веројатно зашто се има да се говори уште, меѓутоа тоа се веќе некои технички аспекти кои што за пошироката публика и не се битни, сепак тие не спремаат испит на тема на ШОС. Така да ви благодарам за досега изнесеново. Во следните емисии ќе имаме време да говориме и за другите организации и интеграции од истокот, но и од западот, но и невладини и владини. А исто така ќе имаме прилика и повторно да се навратиме на ШОС или, например, една зададена тема да направиме паралела помеѓу БРИКС и ШОС. Прошлиот пат говоривме за БРИКС како економска и политичка организација, овој пат ШОС, да видиме што се конкретно разликите. Например, за еден обичен гледач некако му делува како да е тоа едно те исто, да видиме што се разликите. Меѓутоа, со такви подробности, некој адвенс левел, ќе говориме во иднина. А сега, после кратката пауза, ќе преминеме на третиот дел, кој што стандардно во секоја емисија третиот дел ќе ни биде македонската проблематика и македонската приказна во однос на светската геополитика. Светската геополитика ни е главна тема во сите три дела од нашата емисија, така да, почитувани гледачи, се гледаме повторно после кратката пауза. Почитувани гледачи, добро дојдовте назад во третиот дел на емисијата. Дел кој што ќе биде стандардно фокусиран на домашната македонска политика визави светската геополитика. Господине Јовановски, што овој пат ќе кажеме на оваа тема? Па ќе кажеме на оваа тема да конечно се манеме од таа мантра дека ЕУ нема алтернатива, дека ЕУ и НАТО нема алтернатива, дека евроатлантизмот нема алтернатива, затоа што тоа не е вистина, затоа што тие имаат алтернатива и затоа што при овие понови геополитички токови, геополитичките процеси се спори процеси, тоа мора да се каже. Овие геополитички промени практично не почнаа со почетокот на војната во Украина, туку почнаа доста години наназад. А тие се, како што кажавме во првиот дел од емисијата, детерминирани поради Путинова Русија, односно развојот на Русија под водство на Путин. Русија е веќе 20 години под власт на Путин и во последниве 5 години веќе тоа се гледа осетно дека е
дека е Русија воскресната на секаков план, на економски план, на воен план, на политички план, геополитички план. Тука се разбира дека круцијална улога одигра и руските хиперсонични стратешки ракети Сармат, кои што се наменети за поразување на стратешкиот непријател. Тие не се користат на тактичко ниво, тие не се користат по цели во Украина, тие се користат за скапи цели, значи за како што се американските носачи на авиони, како што се американските воени бази по островите во Пацификот. Значи тоа се ракети наменети за поразување на стратешки непријател, значи на стратешко ниво се користат. Од друга страна, Кина во последниве 10 години, особено во последниве 2 години, особено како што одминува времето, Кина е економски се повеќе и повеќе моќна, се повеќе и повеќе парира на Америка. На секој план, еве сите прогнози велат дека до крајов на годинава Кина ќе има подеднакво моќна морнарица со Америка, затоа и Кина го одложува решавањето на проблемот на Тајван, за да се спреми едноставно за евентуална војна со секакви можни реперкусии. Значи, исто така Индија, например, една Индија, само ако кажеме дека Индија има 7 вселенска програма и има 7 сателити околу планетата Марс, кои што орбитираат и ја испитуваат планетата Марс, а Индија оваа година направи еден огромен подвиг на тоа поле, што токму нивниот проект наречен Чандра успеа да слета на јужниот пол на месечината. Тоа не им успеа пред некој месец на русите, а тоа не им успеало до сега на било кого. Значи и тоа говори за економскиот и секаквиот подеми на Индија. Или со еден збор, истокот во иднина никогаш нема да биде она што беше во минатото. Говорам за целиот исток, и Индија, и Кина, и Пакистан, а во минатото беа тие закрепостени и експлатирани од земјите на политичкиот запад. Значи, ги експлатираше Британија, ги експлатира, еве, например, во првиот дел на емисијата ја говоревме за Палестина. Па Палестина до пред Втората светска војна била под британска управа. Значи, како се тие шака народ британци така моćни да направат империја, да го доминираат целиот свет, да направат империја каде што никогаш сонцето не заоѓа. Додека овие кротки народи некогаш беа експлатирани, некогаш беа сиромашни, некогаш беа небитни, иако се грото од човечката популација, но никогаш повеќе во иднината. Значи, политичкиот запад, нели, има темел на она Шпенглер, сумрак на западната цивилизација, пропаст на западната цивилизација. Значи, сите индикатори говорат дека западот ќе тоне, а дека истокот ќе биде се појак и појак. И тоа е неповратен процес. Тоа е спор процес. Геополитичките процеси се спори процеси, а единствена акцелерација или забрзување на геополитичките процеси е војната. И затоа и Русија малци и со војна ги забрза сите овие процеси. Еве, например, Русија со војната во Украина го забрза процесот на панславизам, на русиофилија и на славенофилија и во Словачка. Тоа го гледаме на последните парламентарни избори во Словачка, кои што беа сега пред недела дена, каде што победи класично проруска партија, партијата на Роберт Фицо, која што се вика Смер, и која што баш денувиве дознавам дека веќе створила услови на база на таа парламентарна победа веќе да формира влада. Значи, Роберт Фицо ќе биде сигурно премиер на Словачка и Словачка нема повеќе да дава воена и било каква помош на Украина. Значи, Словачка ја менува страната. Словачка сега ќе биде за Русија. А Словачка, која што до вчера на вести слушавме, и Словачка која што оддаваше впечаток во јавноста дека е класично проамериканска држава. Например, и за нас, кога ќе слушне некој во странство, добива впечаток дека ние сме класично проамерикански и прозападна држава. Меѓутоа, дали е
состојбата таква кај народот? Не е. Така да ете, Унгарија е проблематична за Америка, за Британија, за политичкиот запад. Еве веќе и официјално и Словачка е проблем. Гледаме и во Полска турбуленции на ова поле, а на база на победата на Фицо. Ако некоја источноевропска земја беше русофобна, беше проамериканска, тоа беше Полска. Гледаме дека и тамо веќе има поосетни тенденции на темел на панславизмот, словенофилијата. Иначе панславизмот е основан во Полска. Значи кај полскиот народ има елементи за панславизам и за словенофилија и за русофилија. Значи Русија сепак е најголемата словенска земја. Мора да ја почитуваме како таква и јас имам склоности, имам афинитети, имам русофилија. Русија е православна земја, словенска земја која што говори словенски јазик, многу сличен јазик на нашиот јазик. Никогаш не сум учел руски јазик, никогаш не сум бил во Русија и не сум живеел тамо. А замислете, руски јазик разбирам. И сега, тоа и секој македонец разбира, нарочито ако е пишан текст, нарочито русинот ако ти говори поспоро. 70% од вокабуларот ни е исти или сличен или исте коренот. Значи, не може ние да немаме русофилија, словенофилија и панславизам, кога имаме културна идентичност со Русија. Ние сме со Русија културно идентични. Значи, православие, словенски јазик, кирилица како азбука, како прасофтвер, кој што е измислен токму во Македонија, токму во Охрид, и тоа 9 век. Потоа е раздаден низ словенскиот свет, кој што прават некои мали модификации, меѓутоа основата е иста. Така да геополитичките услови се менуваат. Геополитичката слика се менува и сега не е страшно ти да кажеш дека ЕУ и НАТО немаат алтернатива. Некогаш беше страшно, некогаш за тоа Америка казнуваше на нејзиниот стар добар начин, нефлагрантно ти те казни. Значи ти како власт не ја слушаш, тие нема да искочат на пресконференција и да кажат оваа власт ќе биде казната затоа што не ни е нас послушна, него со диаболички методи, со помош на мека сила, каде што Америка е школа за таа работа. Русија треба да учи од нив, иако и Русија во последно време почна да работи на меката сила преку филмот, преку другите аспекти на меката сила, меѓутоа далеку е од американската пропаганда. Еве, тргнете вие во земјава. Имате државна агенција американска за меѓународен развој, која што се вика USAID, United States Agency for International Development, која што дава пари во оваа држава за да ги фалиш. Не дава тие пари за да подигнуваш свест за ова, за она. Туку за да ги фалиш нив. И за да стои нивното знаменце дека финансирале. И тие што земале пари од нив се автоматски проамерикански. Од приватните фондови или отворено општество или фондот на Сорос, германската Конрад Аденауер и така натака. Имаш западни колку сакаш фондови. Руски немаш ниеден. Освен руски мир кој што е на академско ниво, на универзитетско ниво. Така да Русија треба да проработи на тоа. Исто така и Кина, колку сака да поттикнат некој влијание овде. Мислам дека Русија во иднина ќе има такви амбиции, нарочито кога ќе се заврши војната во Украина, кога ќе откачат еден проблем. И мултиполарниот свет кој што го спомнува Путин, тоа не е измишлјотина, тоа е реалност. Тој веќе и се случува. Меѓутоа, кај нас пропагандата е таква, медиумите е такви, каде што ти не можеш да слушнеш за реалност на мултиполарниот свет на Канал 5, на Сител, за жал не можеш ниту на Алфа во моментов, иако состојбата кај новинарите и уредниците не е таква, тие имаат склоност кон еден мултивекторски
надворешно политички курс. Тие имаат и русофилија, и словенофилија, и панславизам, меѓутоа сметаат дека е сега попаметно да се ќути и да се слуша овој диктат и да се чека геополитичка разврска. Значи и во Украина, потоа и во Молдавија, потоа и во Балтичките земји, каде што нема Балтичка земја, каде што руското малцинство е под 20%, од 20 до 25%. Например, главниот град на Естонија, чинам, се викаше Рига, тамо се 40% Руси. Така да, руското влијание по руската војна победа над политичкиот запад во Украина ќе почне веќе поконкретно да се чувствува и навака, нарочито ако Русија успее да го врзе оној дел, севкупниот дел од Ново Русија, а тоа значи целиот северен брег на Црното море и да избие на делтата на Дурав, односно градот Исмаил, односно тоа е всушност Добруџа, романска Добруџа, која што е споена со бугарска Добруџа, односно да направи еден копнен пат до Балканот, односно до православните Словени на Балканот. Значи, во иднина се помалце ќе биде греф да ти сметаш дека ЕУ и НАТО имаат алтернатива. Да ти сметаш дека надворешно мултивекторскиот надворешно политички курс не е греф, а мултивекторски надворешно политички курс значи да ти си добар и со истокот и со западот и соработуваш и со истокот и со западот во рамки на своите национални интереси. Значи да не мора да бидеш обврзан вака како сега, да бидеш марионета на Америка и да Америка и Британија тебе те претворат во алатка и во орудие за рушење на Русија, за сузбивање на Русија и за понатамошна пенетрација на политичкиот запад предводен од Британија и од Америка на исток. Затоа што Америка тоа и е стратешка цел. Тие кажаа дека преку војната во Украина целта им е стратешки да ја поразат Русија и тоа не кажа било кој, туку кажа американска владина делегација составена од вториот, третиот човек во администратијата американска, кога беа на посета во Киев, негде вториот, третиот месец од кога почна војната во Украина. Така да, директорот на ЦИА ти кажа наша стратешка цел е да ја поразиме Русија и овој проблем, кога се случи пучот на Пригожин, ќе го искористиме за инфилтрирање на шпиуни наши во руските служби во Русија. Значи, директор на ЦИА транспарентно ти го признава тоа. Значи, не кријат тие дека им е целта да ја поразат Русија, да ја разбијат на губернии, да ја разбијат на помали држави, да разбијат. Русија е составена од 80 држави, практично натре. Федерални окрузи имаат разноразни статуси сите тие држави. 21 република. Не, 79 се правни субјекти. Зборам како федерални републики. Добро, нема да навлегуваме во таа тема, меѓутоа Русија и тоа како има можност да се разбива. Ако Мерлин Олбрајт исто вака на пресконференција кажа дека безобразно е Русија да држи толкава територија и дека Русија треба да го сподели Сибир и ресурсите на Сибир со остатокот од човештвото. Исто така сум говорил во минатото и во други емисии дека во очи на нападот на царизмот во Русија и формирањето на СССР во американскиот парламент се разговара за американска пенетрација на Сибир. Значи во американскиот парламент имаше и фаќав цитати од конгресмени во Америка што говорат тогаш, значи во падот на царизмот, нели, соборување од власт на последниот руски крал Романов, да. И министерот за одбрана на Америка во тоа време дури има и дадено наредба да се распределат
американски сили на Сибир во поддршка на некоја чекословачка армија и така натаму. Значи, политичкиот запад чека можност да Русија биде смекшана, да биде ослабена, а тоа ќе беше одлична можност ако Русија ја загубеше војната во Украина, но Русија нема теоретска шанса да ја загуби војната во Украина и моја првична проценка и моја за епилогот војната во Русија уште од првиот ден на војната ја секогаш прогнозирав. Не е прашање кој ќе биде победник во оваа војна, победник ќе биде Русија, прашање е само колку поголем победник ќе биде Русија и колку поголем губитник ќе биде Русија. Значи прашање е на тоа колку повеќе ќе добие Русија, дали ќе добие цело ново Русија со се Харков и дали Украина ќе спаси нешто од оној дел што се нарекува нова Русија. Така да ние како држава воопшто не треба да го користиме во јавноста овој дискурс и овој државен курс кој што го застапува оваа влада. Например, премиерот Ковачевски секогаш се декларира себе си за евроатлантист. Значи, кога ќе го видиш на телевизија се појави, го гледаш вознемирен, испотен, растревожен и само ти повторува наш приоритет е ЕУ и НАТО. Значи, ништо друго не кажал, само ти вика ЕУ НАТО. ЕУ НАТО. Значи, тоа како мантра го пеат, како да се вкорени. Па што е толку битно тоа ЕУ НАТО? Например, тие европски фондови што ги споминуваат стално. Дали некогаш тие на јавноста кажале дека ти како земја членка на ЕУ, ти не можеш само да ги празниш тие фондови. Ти си имаш обврска и да ги полниш тие фондови. Нема бесплатен ручек, нема џабе. Џабе има само кај мама и тато. Не можеш ти да си сонуваш така, економски просперитет ќе сме имале само ако сме зачленени во ЕУ НАТО. Економски просперитет ќе има секој граѓанин во онаа мера колку што самиот ќе си се заангажира и колку што самиот ќе си заработи. А новите геополитички тенденции, економската моќ на Кина, кинеските инвестиции кои што се почести и почести на Запад. Например, огромни се кинеските инвестиции во Африка. Јавноста овде не знае. Јавноста не знае дека сите автопатишта во Африка ги гради Кина. Дека сите кредити во Африка ги дава Кина. Кина има бесплатно донирано лекови, има ангажирано лекари да помагаат за сузбивање на разни тропски болести во Африка. Да. Значи, волонтерски работат тие кинески лекари во Африка. Значи, градат огромни инфраструктурни проекти, значи железници, железнички пруги, патишта. Значи, Кина е моментално број еден инвеститор во Африка, на целиот Африка. И не само Африка, туку таа е најголемиот партнер на Бразил, најсилната земја во Латинска Америка. Плюс го гради каналот, Манагва каналот, кој што преку езерото Манагва во Никарагва ќе излегуваат, преку тој канал се спојат фактички Тихиот океан со Карипското море преку Атлантикот. Значи, тој... Добро, темава ние во третиот дел македонска проблематика. Така. И лека полека ја финализираме. Какви импликации ќе има ситуацијава помеѓу Украина и Русија врз Македонија, особено со проблемот околу житово, пшеницава. Знаете дека пшеницата е еден од екзистенцијалните ресурси на планета Земја, а најголемиот која што во иднина ќе биде со благ вкус на ураниум, на осиромашен ураниум. Како што стојат работиве? Така. Зборот ми беше, знаеме каква е ситуација во Македонија, меѓутоа во иднина, спомнавте, геополитиката е работи на долг план, исто како што во економијата, макроекономијата. Тоа се спори процеси. Значи, геополитичките процеси се процеси на долго траење. Единствено забрзување на нив е војната, која што е непопуларна, меѓутоа некогаш се мора и видовме како само ги забрза геополитичките процеси на пенетрација
на руското влијание, на кинеското влијание, на источното влијание навака, затоа што ние добивме сигнал дека на вистина има алтернатива. До пред војната во Украина дури и ја бев еден од тие кој што сметаше дека евроатлантизмот и членството наше во ЕУ нема алтернатива, затоа што и самата Русија не оддаваше некои поконкретни сигнали дека има намера да се бори против политичкиот запад. Значи, ние не може да бидеме поголеми католици од папата, значи ова го кажувам како идиом, а всушност сакам да кажам, не можеме да бидеме поголеми панслависти, словенофили од самата Русија. Значи, Русија првин требаше да повлече со овој потек, значи на еден геополитички екзорцизам на Украина од американско влијание, па и ние останатите словенофили, русофили, панслависти да едноставно примиме сигнал дека е време за борба. Затоа ние не смееме да ја мантраме таа мантра дека ЕУ нема алтернатива, дека НАТО нема алтернатива, дека евроатлантизмот нема алтернатива, затоа што тие имаат алтернатива и затоа не смееме да дозволиме нарочито да се движиме на тој европски пат по вакви понижувачки за нас околности. Најпрво Грција ни бараше да смениме идентитет. Не побара Грција само да смениме име, затоа што и името е идентитет. Подоцна ова што се јави од аспект на Бугарија, така да председателот бугарски последно што каже како изјава, ти вика нема да пуснем македонизма в Европскиот сојуз. Значи во превод значи нема да го пуштиме македонизмот во Европскиот сојуз. Значи вие може да бидете македонци, меѓутоа само од Втората светска војна навака, од Коминтерната по навака. Пред тоа сте биле бугари, кои што јавно се декларирале дека биле бугари, а потоа повторно сте бугари кои што глумат дека не се бугари. Значи, нарочито нас не ни е прифатлив овој европски пат под бугарски диктат и под услови да ние го загубиме нашиот идентитет и посебност во однос на останатите, за мене братски словенски православни народи, со кои што јас сум да живееме во блиски односи, да живееме во мир, да живееме во соработка, евентуално во иднина и во можна интеграција по православно словенско ниво, например како што е ЕУ, алтернатива каде што ја треба да бидам иста држава со Португалија и со Шведска или со Шпанија, за мене е поприродна форма на интеграција да ние направиме една исто така Европска унија, меѓутоа на база на православно словенско ниво, односно со братска Србија, Црна Гора, Република Српска, Бугарија, Украина, Русија, Белорусија. Тоа би било нешто поприродно за мене, затоа што сите овие јазици ја ги разбирам без да сум ги учил, без да сум бил таму. Додека португалски, ако ми зборне некоја врска, нема. Тоа е за мене шпанско село, тоа е за мене понеприродна унија. И онаа мантра европското семејство на народи. Фамилија сме биле ние со Португалија, а не сме со Русија. И оваа влада шири русофобија и, значи, омраза кон Русија. Кај премиерот Ковачевски, значи, самиот збор Русија предизвикува гнев на неговото лице. Тој од срцеам пизми Русија. Мене ми е чудно како е можно да биде така русофобен, русомразач. Ја мислам, овде лека по лека да ја превршуваме емисијава. Ако имате нешто да дадете на оваа тема? Па, ја пробивме овај временската рамка. Лека по лека да се одјавиме, да кажеме дека не е возможно да во една емисија се каже се, дека ќе имаме можност на овој медиум кој што се вика Слободен свет, кој што е единствен во Македонија, каде што можеш да говориш на овие теми. За жал, на нашите национални концесионери не се баш среќни да ни остапат простор да ни ја говориме. Не се баш наши, наводници наши, тие работат за англосаксонски извори. Па така, не е спорно дека гледаме дека
дека има некој проблем кај нив. Да, има Не проблем во нивните срца, туку проблем во уредувачката нивниот политика. разум, во уредувачката политика. Меѓутоа, ако можеше во Словачка, ако беше некогаш Словачка оддаваше, да речам, во меѓународната јавност како класично антируска, прозападна, сега се сменија тамо работите, на пример, луѓето што не ги следат политичките токови во Словачка, викаат како ова преку ноќ? Не е преку ноќ. Така ќе дојде ден и кај нас, да некој што ќе не слуша во Франција или во друга држава ван Македонија, да кажат како сега македонците испаднаа русофили, словенов и непанслависти. Не е преку ноќ. Македонците само знаат дека се 0,002% од светската популација, знаат дека геополитичките токови не зависат од нас и знаат дека сега не е паметно ние да се истрчуваме како прле пред магаре и знаат дека со тек на време како што ќе се менува геополитичката слика, така македонците ќе бидат се повеќе и повеќе среќни да го говорат ова што го говориме ја и ти сега. Како пионери, не сме само ја и ти, има и други, чест на поединци, меѓутоа ние сме, да кажам, малкумина кои што се храбри да ова го говорат сега во јавност. Тука предлагам да ја завршиме емисијата, да се одјавиме, да ги поздравиме гледачите и да бидат со нас и во следната емисија, следното издание на емисијата Геодискурс. Пријатно. Пријатно.